Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа економскиот истражувач од Виенскиот институт за меѓународни економски студии, господинот Бранимир Јовановиќ. Господине Јовановиќ, енергетска криза повеќе нема, ама се уште има висока инфлација. Властите велат дека растот на цените е предизвикан од растот на платите и пензиите. Како вие гледате на оваа економска логика? Растот на цените може да биде предизвикан од растот на платите, само ако е тоа од платите на функционерите, од нивните плати кои што се изголеме 70% и ништо после тоа не направија, додека останатите сите гладуваа. Зошто? Затоа што оваа инфлација што имаме сега потекнува од две причини. Едното е што фирмите прават што сакат, односно ги креираат цените до небо, затоа што им се може. А другата е што политичарите им дозволуваат да го прават тоа. Така што, гледате, ако ги гледаме факторите кои што ја движат инфлацијата, глобалните цени на храната моментално се на ниво од пред 5 години. Нашите цени на храната се 50% поскапи него што беа пред 5 години. Значи не може да е глобалните цени, не може да се факторот за инфлацијата. Платите кај нас се уште и покрај целиот раст што го имат, се уште само 1/3 од платите во Европската унија. Цените кај нас се 2/3, односно 70% веќе од цените во Европската унија. Значи не може ни платите да се двигателот. Единственото што останува се профитите на фирмите. Профитите на фирмите во Македонија, ако погледнете колкав дел се тие од националниот доход, тие се околу 60%. Во Европската унија профитите на фирмите се 40%. Значи причината зошто кај нас цените растат последниве неколку години е единствената е само тоа што профитите на фирмите порасна енормно, односно фирмите може да прават што сакаат со цените, ги креираат до небо, а тоа го прават затоа што владата тоа им го дозволуваше. Зошто владата тоа им го дозволуваше? Ја на почетокот мислев дека не ја гале на владата за цените, си вика окей, нека растат цените, не ја гале. После мислев дека не знаат како треба да се справат со инфлацијата. Сега искрено мислам дека владата намерно ја пушта инфлацијата, затоа што таа им врши корисна функција, им го полни буџетот. Знаете, криза треба да се исплаќаат, да се покачуваат пензии, избори ово-она. Инфлацијата е добра затоа што таа важи за данок, скриен данок, растат цените на производите, расте ДДВ-то, приходите од ДДВ во буџетот и владата има пари за трошење. Второ, јавниот долг, сите оние милиарди она милиарда што зема од унгарците, оние 5 милиарди што ги најави од британците, што не се земени се уште, но сепак стојат таму на хартија. Како ќе се враќаат тие пари? Па со инфлација, ќе имате повисока инфлација, таа ќе го намали јавниот долг, наместо да имате долг од 70% од БДП, затоа што фиктивно ќе ви порасне БДП поради инфлацијата, вие ќе имате повторно долг од 60%, имате дека долгот стагнира и покрај тоа што се задолжи милиарда. Така што апсолутно сега мислам дека владата намерно ја пушта оваа инфлација, затоа што им врши корисна функција, а од друга страна имаат на некој начин добар изговор. Затоа што викаат не сме ние криви се трговците, тие ги креираат цените, идете вршете бойкоти и граѓаните револтот го насочуваат против фирмите, на фирмите пак тоа не им смета, затоа што нивните профити растат. Така што мислам дека ова е само еден лош театар за кој што цената на крај за жал ќе ја платат граѓаните, но ако можам да се навратам на вашето прашање, единствената плата која што може да е виновник за оваа инфлација е платата на функционерите. Пред 9 месеци отпочна една истрага за картелско здружување на 4 маркети, без правен епилог до сега. Како треба да се контролираат високите профити на компаниите во пазарна економија? Какви се искуствата од Европа за тоа? Македонија, па и целиот регион, последниве неколку години правеше секакви експерименти за контрола на цени. Имавме замрзнување на цени, имавме ограничување на маржи, имавме не знам што, секакви други мерки, разни мерки. Она што се покажа без никаква дилема е дека најефикасна мерка за ограничување на цените, на растот на цените е замрзнување на цените. Кога вие ќе кажете лебот не сме да биде повеќе од 30 денари и од друга страна викате дека мора исто така фирмите да доставуваат леб како што се направи тоа пред една година или било кој друг производ, ќе кажете цената мора да биде толку и толку, фирмите тоа мора да го почитуваат. Проблемот со онаа друга мерка со маржите е дека таа е тешко се контролира. Ќе кажете маржата не сме да биде повеќе од 10%, ама вие не знаете колкава е маржата на еден производ. Дури инспектор кој ќе отиде во контрола, во инспекција на некоја фирма, он не знае колкава е маржата на некој производ. Он треба да зема фактури, па да види која е влезна фактура, па која е сите трошоци и тогаш да пресмета маржата. Тоа е многу комплицирано. И затоа мерката со маржи е неефективна, неефикасна, не дава ефект.
Ама мерката со замрзнување на цени апсолутно ефикасна. И тоа, значи, најдобар пример е она што се случи оваа година. Владата ги замрзна цените во февруари оваа година, на не знам колку производи беа, и ограничи маржи, ама и замрзна цени на некои производи, и имавме околу 2,5 месеца од, не знам, средина на февруари до некоја мај, може почеток на мај беше, замрзнати цени. Тогаш инфлацијата се стабилизираше. Тогаш инфлацијата падна на околу 3%, можеби под 3% да падна. После тоа ја укина мерката под изговор дека не била ефикасна, немал ефект и цените скокна. Значи, ако ја следиме ние динамиката на оваа моментална инфлација во Македонија или цените, не мора да збориме за инфлација, за цените на граѓаните, ако земете било кој производ, почнаа тие да растат од јуни оваа година, откако владата ја укинува на мерка за замрзнување на цени. Така што апсолутно искуството на Македонија и на регионот, па и во поширок европски контекст покажува дека најефикасна мерка за ограничување на раст на цени, односно за спречување на инфлација, краткорочна мерка е замрзнување на цените. Ја мислам дека владата тоа го знае. Мислам дека владата намерно реши да ги одмрзне цените во мај, затоа што виде дека таа мерка е ефикасна, виде дека тој не им одговара на фирмите, виде дека и на нив самите не им одговара затоа што приходите малку им се намалија. Така што апсолутно мислам дека владата знае што се случува и знае која е најефикасна мерка, но не сака е. Просто кажано не сака да ги ограничи цените, затоа што им одговара цените да растат. Рековте тоа е на краткорочен план. На долгорочен план која мерка е ефикасна што мислите дека треба владата да ја спроведе? На долгорочен план мора пред се да се зголеми понудата на домашни производители. Смешно е ние како земјоделска земја довезуваме повеќе храна отколку што извезуваме. А ние овој проблем го имаме 20 години. Значи ја уште кога почнав да работам во Народна банка 2007 година, имаше и тогаш една епизода на инфлација. Тогаш беше гувернер беше Гошев. Организиравме конференција во Народна банка за што да се прави со цената на храната, затоа што тогаш скокна. Не беше како оваа последна инфлација, беше до 9% дојде инфлацијата тогаш и уште тогаш се зборуваше, правевме анализи дека Македонија и на некој начин го критикувавме ова. Ние викаме дека сме земјоделска земја, не знам, најдобри патлижани, не знам што најдобро на свет имаме. Ние уште тогаш повеќе увезувавме храна отколку што извезувавме. И состојбата не е промената 20 години. А даваме не знам колку милиарди субвенции издадовме во сите овие 20 на години и што се случи, нема никаков ефект. Тоа е проблемот со нас, што ние сите овие 20 години не изградивме економски модел, не изградивме економија која што ќе биде заснована на производство. Сите зборат привлекување странски инвестиции, не знам, даноци, ово, оно, олеснување, бизнис клима на фирмите да не им сметаме ово, никој не збори за тоа дека ние треба да имаме наше домашно производство и дека државата треба конечно се реориентира кон тоа. Наместо да привлекува странски инвестиции, да поддржуваат домашни фирми кои што произведуваат и земјоделски производи и храна, но и се останато. Македонските просечни плати во однос на тие од регионот се на најниско ниво, заедно со албанските и косовските. На што се должи тоа? Нашиве политичари и десничари, левичари во наводници СДСМ и ВМРО, сите постојано викаат не смеат платите многу да растат, ќе нарушиме конкурентноста, ќе им наштетиме на фирмите, ќе има отпуштања. Тоа се класични неолиберални аргументи кои што на некој начин им одговарат само на бизнисмените, само на богатите, ниски плати за работниците, високи профити за фирмите. Така што тоа е главната причина што ние со децении, 30 години откако постои оваа држава, ние никош не сме имале власт која ќе каже платите треба да растат. На моменти СДСМ предходната влада на СДСМ го кажуваше тоа пред избори, најчесто пред избори, ама ќе поминат изборите и после пак не сме да растат платите. И не се само тие, имаме ние меѓународни организации, не знам, Светска банка, некои други организации постојано викаат платите многу растеле во Македонија, продуктивноста не расте, внимавајте, ќе направите штета. Кажете како да се живее со тие плати. Како да се живее со таа плата што е сега, не знам, 600-700 евра, не знам колку веќе е просечната плата во Македонија, кога трошоците ви се, не знам, ја кога ќе отидам во супермаркет тука во Скопје кога ќе дојдам, кога ќе купам иста група на производи, давам практично исто пари како што давам во Виена. А платата во Виена, просечната плата во Виена е 3-4 пати повисока од во Македонија. И па како да живеат луѓето во Македонија со исти цени како што има во Австрија или во Германија, во Европската унија, а платите им се 3 пати пониски. Никој не размислува за обичниот човек и никој не викал платата треба да расте, него сите викале полека со платите ќе им наштетите на фирмите. Неодамнушното истражување на кое што работевте покажа дека македонските пензии се далеку од европскиот стандард. Дали може пензискиот фонд да издржи нов раст на пензиите? Може да издржи, но ако се зголемат приходите на фондот, односно придонесите. Значи, прашањето е дали политичарите сака да најдат пари за тој фонд. Може еден начин да ги најдат парите преку зголемување на придонесите, друг начин е преку некои други даноци, например прогресивен данок. Зошто да не се воведе прогресивен данок, да се земат пари од побогатите или големите фирми и дел од тие пари да се користат за пензии. Значи, например Данска. Данска има модел во кој што нема пензиски придонеси, нема придонес за пензиско осигурување.
Пензиите се исплаќаат од општите даноци, ама Данска има многу прогресивен даночен систем. Највисоката даночна стапка е 55% или така нешто, ако не се лажам. Така што, ако може Данска да има некој таков систем кој што има прогресивен данок, зима повеќе пари од богатите и после тие пари делумно ги пренасочува за пензионерите, може и тоа да се направи. Друг проблем, значи има ова се може би малце поситни проблеми, ама сепак мислам треба да се спомнат. Ние со неколку децени веќе имаме политика на ослободување на разни фирми од придонеси. Странските инвеститори што работат по зони ово она им викаме не плаќате придонеси, вработувајте само луѓе. Тоа ја прави дупката во фондот, тоа е едно од тие причини. Трет проблем. Ова не е многу добро, јавноста скоро и да не го знае ова, луѓето што имаат највисоки плати во држава плаќаат многу пониски стапки на придонеси од луѓето што имаат нормални плати. Значи нормалната стапка на придонес е 19%, да кажеме за пензиско осигурување. Оние директорите што имаат плати по 200-300 илјади евра плаќаат стапка на придонес која што има 2-3%. Затоа што има максимум, има горна основица на придонеси. Значи ако имате плати од не знам, максималниот износ на придонес за пензиско осигурување што може да се плати, мислам дека е околу 4000 евра или така нешто. Ако имате плата, не знам, од 200.000 евра, тоа ви доаѓа, не знам, многу помалку. Значи поентата е дека тоа може да се намали. И не сме го збореле ова кога бевме дел Министерството за финансии, имавме идеја да ја укинеме таа максимална основица за придонесите, за да ги даночиме оние богатите и за да се наполни пензискиот фонд, ама не помина политички, затоа што немоите директорите ќе се побунат ова она и она што успевме да го направиме да ја покачиме таа максимална основица, мислам дека беше 8 просечни плати и ние ја покачивме на 16 или така нешто, ама тоа се некои мали работи кои што можете да ги смените преку ноќ и ќе донесете во тоа време кога правевме анализата, ќе донесете пари во буџетот. Во тоа време кога правевме анализата, само со тргање на таа максимална основица се обезбедува 10 милиони евра дополнителни во буџетот. Тоа не е многу, ама сепак ќе намали таа дупка. Сакам да кажам, прашањето за пензиите може да се реши, прашањето е дали има политичка волја да се зголемат приходите или не. За жал кај нас политичката волја ми се чини дека натежува на нас страна да ги натераме работниците да работат уште малце, уште некој година, ако може до 70 години, додека не умрат, најдобро ќе биде така и нема да треба ни да исплаќаме пензии и ќе ни се зголемат придонесите. За жал, пак повторно се прекршува на грбот на работникот и на сиромашниот. Колку ќе зависи економскиот раст од брзината на реализацијата на капиталните проекти како коридорите 8 и 10? Апсолутно многу ќе зависи, нема тука никаква дилема, затоа што еден од моторите на раст во целиот регион се капиталните инвестиции, но за жал и тука не гледаме ние некое подобрување. Оваа влада ги гледав податоците од буџетот пред некое време, во првите 7 месеци има реализирано само од она што има зацртано за тој период, имаат само една половина реализирано од капиталните инвестиции. Значи имаше вкупно 30 и нешто посто реализација, околу 30% реализација на капиталните инвестиции за првите 7 месеци, тоа му доаѓа околу 50% за тој период. И ако споредите колку е тоа во споредба со претходните влади, дури и нешто полошо. Така што политичарите во Македонија кога се во опозиција ја критикуваат власта. Не знаат да ги реализираат проектите, само ветуваат, брда и долини на крај ништо не реализираат. За жал кога ќе дојдат на власт, тие стануваат исти како некои што ги напаѓале и ниедна влада ние немаме во последните не знам колку години во државата која знае да реализира проекти. Ја тоа не можам да го разберам како не ги реализираат проекти. Значи не е проблем дека нема пари, има пари обезбедени се. Во буџетот се ставени тие или се фалат на почетокот на годината сегаш 800 милиони евра капитални инвестиции, никош не ги реализираат. Не можам уште да разберам се уште како не се појави некоја влада што ќе знае да реализира проекти. За жал и оваа влада сега ги покри тоа што викаат. Направивме ова, направивме она, не се реализираат. Бројките се тие. Отворите го буџетот, ќе видите, има на сајтот на Министерството за финансии, имаат она страна дел кој што се вика капитални инвестиции, се гледа колку се реализирани, катастрофални се и тоа е една од причините зашто и немаме повисок економски раст. Зошто растот со сега се фалат 3% раст и тие се фалат. Иако слушам дека се фалат со тоа дека сме имале раст на БДП од 3,4%, па најдобри во Европа, не зашто просто не можев да поверувам, затоа што има едно правило за тоа што значи економскиот раст. Бројката на растот на БДП е како оценка во школа. Ако имате раст на БДП од 3%, тоа е да имате тројка во школа. И ние сега имаме некој тројкаш добил тројка на тест по македонски, доаѓа мамо добив тројка и се радува. Значи има таква ситуација кога имаме раст од 5% неколку години поред, тогаш ќе може владата да се фали. А зошто немаме раст од 5%, него имаме само раст од 3% постојано со години? Една од причините што тие капитални инвестиции кои што сите се фалат со нив на почетокот на годината, никој после тоа не ги реализира. Како треба, односно со кои инструменти владата и Народната банка можат да поттикнат економски раст?
Значи, владата може да потегне преку капитални инвестиции, може да потегне преку индустријска политика, иновацијска исто политика, као поддршка на фирмите, селектираме кои индустрии ќе развиваме, не знам, земјоделство, храна, IT, што и да е, облека, текстил, автомобилска индустрија, и ги поддржува тие сектори со посебни мерки. Темата за индустријска политика е долга и широка, можеме да зборуваме за неја цела емисија. Кога ќе изградите вие болница, тоа вработува луѓе, дава плати, ангажира фирми, тоа креира економски раст, меѓутоа тоа дава резултати на долгорок, затоа што луѓето се поздрави, ако имате подобро образование, луѓето се пообразовани, повеќе работа, така што тоа е на што владата може да го направи, значи вложување во инфраструктура, индустријска политика и welfare state, односно вложување во јавни добра. Народната банка нема голема моќ тука, но она што може да го направи Народната банка е да не ги крива премногу каматните стапки, затоа што ги крене премногу каматните стапки, тоа ќе го отежни, ќе изголеми долговите на луѓето и на фирмите, што ќе влие негативно на економскиот раст, но во секој случај оној што има огромна моќ и може и мора да користи таа моќ е владата. Како ги оценувате проектите за општините и компаниите од унгарскиот кредит? Според сега објавеното, најмногу пари од општините се трошат за асфалт и канализација. И тоа е проблемот со оваа влада, што премногу сака да се фали, а ништо не реализира. Не знаете, се тресеше гората, се роди глушец, тоа се случува кај нас. Милиарда земавме од Унгарија, година дена помина, ништо не видовме од таа милиарда. 5 милиарди не јавува од британците, пругата, ништо нема да видиме најверојатно ни од тоа. И можеби на краток рок луѓето ќе заборават на тоа што кажувале, ќе викат да почекаме што ќе се случи, ама ќе дојде времето кога луѓето ќе сватат дека од сите тие милиарди што ги најавуваат, ништо не се случува. Тогаш мислам дека и владата ќе свати дека можеби можело нешто подобро да направи, ама за жал ќе биде прекасно. И не дека ми е многу жал за нив. Секоја влада, на секоја влада ќе дојде крај. Жал ми е за граѓаните кои што постојано се злоупотребувани од било која влада, постојано се лажени дека нешто ќе се направи и ништо не се случува и поради тоа стоиме на истото ниво со години. Ви благодарам за разговорот. И јас на вас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.